Драги приятели, вечерва немав намера повторно да снимам видео. Нормално преку видео да ви се обратам, но вечерва ќе зборувам само за меѓународната политичка сцена, бидејќи таа забрива и рече, како новин аналитичар, да ви објаснам од моја гледна точка, значи моите анализи, што се воопшто случува во меѓународната светска сцена, иако тука имам доста и комични работи, мора да се признае, но сепак да појдеме поред. Прво ќе почнеме од темата Израел, која е во моментот најактуелна. Русија дали се понуди, дали самите завојувани страни Палестина и Израел побараа да се одржи во Москва мировна седница, или каде би дошло нормално до примирие, но од руска страна кажува дека во ред не е проблем да се одржи во Москва, но се сомневаат дека опште тој состанок ќе биде кој ќе го реши проблемот меѓу Израел и Палестина, бидејќи има три прашања кои вели руската страна кои се нерешиви, тоа се мени се познати одамна, а тоа е враќање на палестинските бегалци кои беа протерани од израелските сили, потоа градење на нови израелски насоби, но на палестинска земја, и третиот проблем е статусот на Ерусалим, кој и Тел Авив, мислам и Израел и Палестина го смета за собствен град, за свет град, како и мусулманите и христијаните. Од таа гледна точка тешко дека ќе дојде, но Израел е сега да преговара од други причини. Еве денове, мислам дека вчера, и Либан почна да го гаѓа со ракети. Значи се се тоа соседи кај што не можеш да потребиш несоровно оружје, па не дај Боже нуклеарно, нели? И затоа од тие причини долго време Иран беше обкружен прво со војна во Ирак, значи американски војни трупи беа во Ирак и во, знаеме, во Афганистан, каде се публикува деновиве. Тоа беа се на границите кон Иран, за да се буквално остави Иран војен тесет, бидејќи Иран Израел го смета за нивен најголем непријател. Рекол дека еврејското лоби, поточно кажано, во САД е тој што бира и што го доведе Трамп на власт, минато видео кажа, но Трамп направи само едната работа да заврши, а тоа беше прогласување на, уствари, принесување на амбасадата од Тел Авив во Ерусалим, значи одговарја Тел Авив во Ерусалим. А втората работа што требаше Трамп да заврши за еврејското лоби да остане на власт, тоа требаше да започне војна со Иран, но он тоа не го направи и најверојатно поради тоа е и тренат. Се знае некакви избори што се случуваше. Но кој прашање САД и војската на САД, значи веќе кажа во минатото видео моје враќање дека во Франција на 120 граѓанска се 140 стана против Макрон, значи со отворено писмо, кажувајќи му дека на Франција се заканува граѓанска верска војна, бидејќи немаат контрола во многу населби кај што живеат мусулмани, квартови, што не смеат да влезат. А во САД исто тоа го направија резервните адмирали и генерали со отворено писмо, кој се прашува колкава е психичката способност на председателот Џо Бајден да ја води Америка во случај на нуклеарни војни и така натаму. Но многу поинтересна работа ми дојде, малку се насмеав, но не е за смење, тоа е повеќе за плачење. Случајно сношија гледав една многу добра емисија, што не е пропуснала секој парламент на YouTube и на вас ја препорачувам. Тоа е на Спутник емисијата, значи не се работи за руска, тоа е на српски Спутник, ја води новинарот Никола Братич, кој за мене може во моментот да не е добар аналитичар во Србија и не е добар новинар. Треба само секојаш оде на своите соговорници и ми кажа на информација која не ја знае. Мене ми е познато дека имаше многу фотографии на
гей момчиња, постари војници на САД во преградски во Бакнежи, и спомна дека деновиве САД промовирала прва гей посада на воен хеликоптер. Не ми се веруваше што слушам. И после ми текна на парадата во Москва на 9 мај што се одржува, каде видов многу бројни војни единици на Русија, значи женски војни единици, па си реков, ова САД подготвува војна со Русија, а за да ја контрираат со современо техничко оружје не може, бидејќи само Русија поседува хиперсонични или надвојно оружје, решили со копнени сили, а кои се тоа? Русија покажа дека има доста војни женски единици и се одреши веројатно да гради гей единици. Но во тој случај не знам која би победила. Познато например дека муслиманите уште од мали деца да ги учат да бидат добри војници, додека Запад, особено и САД, ги учат да бидат поженствени, тоа се покажува. И тука може би ќе дојде до неравноправна борба. Тука Русија треба да размисли како да одговори, а верувам дека нема да одговори. Па да смееме, ова е озбилна работа. Значи, сад во овој случај по моје и советувам, ако сака да ја совладат Русија и да имат стварно женски добри војни трупи, треба да направат подобар однос, билатерален, дипломатски со Србија, и во случај на заминување од премиерската функција на сегашната премиерка Ана Брнабич, да замоли да дојде во САД да формира женски гей трупи, бидејќи на жени треба да се одговори со жени, а не со мажи гей. И мислам дека тогаш САД би можеле да сметат на некои копнени офанзиви во Русија, али со женски гей трупи. Машките не би реаговале на руските жени, така да тоа е мој совет, мислам, они како сакат да се почуваме малку. Инаку во САД денови јасно кажаа дека Кина е најголем непријател, значи повеќе не е Русија, знаа дека со Русија не можат на војно поле. Тоа не е кој сака кад зборам, не сум ничи определен, реков само објективно ви ја анализирам. Особено голема опасност од Кина гледат со обидот на Кина да создаде нина собствена вселенска станица, бидејќи се плашат, мислам дека од тие вселенски станици ќе може да се рушат нините сателити, иако меѓу време Кина создаде ракети со кои може да гаѓа американски војни сателити, нормално и сигурно, зависи зашто и имат потреба. Но тешко е обидот на Кина за создавање на вселенска станица. Знаем дека по втор пати падна модулот за вселенската станица или ракетата, но потмевот на САД е тука малку смешен, бидејќи не знам дали уште, али скоро до минатата година купува руски ракетни мотори. Се знае дека на меѓународната вселенска станица се патува со руски ракети. А Русија чак и разви вселенски туризам, најбогати американци плаќаат со милиони за да појду до вселенската станица и назад. Инаку самата Русија планира до 2025 година, ако не се лажам, да изгради собствена вселенска станица, бидејќи векот или рокот на меѓународната поминува. А тогаш ќе видим кој како, но до тогаш има многу време. Во моментот САД е свесна дека истошија големите војни само за илустрација, она целиот 21 век го проведе во војни. Нејзини трупи се наоѓаат уште од нападот на Ирак, во Ирак, и 18 години се веќе во Афганистан, Либија, тука да не зборам. Значи, оно буквално има целиот 21 век скоро е во војна и нешто од крајот на 20 век. А тоа било која земја изтрпи економски, со големи економски околности војнашко доживуваат.
не само ни целиот Запад, но во моментот, гледајќи дека да се покрие тој економски колапс, прво со биолошката војна, или некој нарекува COVID-19, ја нарекувам бактерија COVID-19, така може попрецизно да се каже, сега ќе поминат на вистинска војна, значи не минува